Се одлучивме за ова органско производство за пиперката, пошто имаме направено договорно производство, што е еден вид олеснување, што ќе го произведеш, што ќе имаш пласман каде да го дадеш. И сега ќе видиме понатаму како ќе течат работите. Пред се зависи од климатските услови, но од климатските услови највише зависи водата. Пошто ние в Чеполијето овдека имаме еден повеќе годишен проблем со водоснабдувањето, со наводнувањето. Ова година ќе одиме со системот за наводнување. И сега ќе видиме како ќе испадне, како ќе... Пробна година е. Меѓутоа, здравје Боже, ако тргне се како што треба, за следната година сакаме да ќе бушиме вода, капка по капка. И така, сега понатаму ќе видиме како ќе се одвива. Па ме мотивираше и пласмано и цената. Значи, пред се пласмано. Значи, за еден земјоделец, за производител ќе го произведе се. Проблемот е пласмано. Тоа е број еден проблем. Исто така и цената. Меѓутоа, цената е сега е задоволувачка. Да речеме сега во еднина како зависи како ќе се третира, како ќе одиме понатаму. Проблемот е, ви реков, значи најголемиот проблем е кај нас околу пласман. Значи јас и домат имам, ќе ги произведе се. Ако немаш пласман, џабе се ќе оди во вода, што ги казварите. Тоа е проблем. Договорот е склучен, цената таа ќе биде ова година. Пошто ние сме сега преодна ова година, не е директно со органско. Цената се зависи, ова година ќе биде таа што е договорена по договорот. Сега од наредните години зависи како ќе се оди со производството, зависи се и од квалитетот. Сега не можеме ние да бараме сега, ако немаш квалитет, да бараме цена, тоа е нормално. Дали има ова меѓу производителите, јас мислам дека сме уште песимисти за ова, за производство со производствени капацитети. Ја мислам дека полека мораме да се свестиме, дека мораме да имаме заедничка соработка меѓу земјоделците и преработувачките капацитети, пошто ние порано ние работевме домати, индустријски домати на времето. Значи имавме договор во Свети Николе фабрика, што сме произведували и по 100 тона домати индустријски, што е било платено. Сега после како уназад неколку години, уназад 20 години више, тоа се изгуби. Сега мораме полека да го стекнеме. Ако не го стекнеме или ако ова година се фиксира, било од наша страна или од нивна страна, тоа тешко повише да се стекне. Па и јас се надевам, ако испадне ова секако што треба, јас прв ќе инициирам да овдека нашиот дел да има што повише број на земјоделци што ќе се занимаваат со органска пиперка, дека тоа ќе биде едно од најдоброто може и решение за нас овдека, и ќе имаш и пласман и полесна работа ќе биде. Имаме склучено со Струмица со продукт, а цената е 30 денари, прва и втора класа. Она што е, више тоа што е ситно, тоа е нормално, значи, што не иде за пазар и тоа не може ни да се откупи. Значи, јас пак ќе речам, цената е солидна. Оваа година е пробно што кај нас е, пак ќе нагласам, водата е проблем број еден. Ако решиме проблемот со водата, за наредната година ја мислам ќе бидат подобри и услови и приноси. Во врска со водата државата треба многу да направи. Ние користиме вода од Калиманци, браната.
на времето браната била употребена само за овчеполието. Меѓутоа сега што се случи? Кочани оризо си го наводнуваат од браната. Кај нас овдека нема више, како да кажем, ред, не ред. Значи, кој е прв до водата, тој ќе пие. Ако има запослено, тарно, ако нема за тој вода. Значи, кај нас уназад еве неколку години е голем проблем. Додека беа водокорисничките здруженија, додека јас бев во тоа едно водокорисничко здружение, пак имаше некој договор, ќе се пушташе 2-3 дена ние не бараме нон-стоп да има вода на нашиот дел. Меѓутоа 10 дена, 3 дена вода. 3 дена имате вода, значи за тие 3 дена ние можеме тоа што не е неопходно да навадиме. Не достига организираност, не достига самиот канал е катастрофален, значи 80% е од 73-та кога направени, тоа е и самата вода 50% се губи. Што значи дека пред се прво треба каналот се подобри, да се инвестира, да се направи затворен систем. Кога ќе се направи затворен систем, ни вода ќе се губи и водата ќе се акумулира тука ќе биде. Значи тука државата пред се, за да не задржи нас овчеполието, не само овчеполието, ние знаеме македонисти, нашиот дел источниот сме земјоделци. Значи за да биде секако што треба, државата треба да финансира да се затвори системот, да се направи затворен систем, за да може водата да не се губи и тоа ќе бидеме сите задоволни.